Добар ден, почитувани новинари, почитувани граѓани. ВМРО, ДПМН и народот победија. Последниот предлог кој ќе значеше бугаризација на Македонија пропадна. Напорите кои што ги вложивме заедно со народот ја спасија нацијата од асимилација. Победата е наша. Бидете горди, затоа што сите вие сте дел од генерацијата која спречи бугаризација. Им благодариме на интелектуалците, академската заедница, новинарите, колумнистите и сите други општествени чинители кои што заеднички се спротивставија на предлогот. Димитар Ковачевски, кој сега од Брисел ретерираше, е човекот кој ја донесе Македонија во подредена и срамна положба, на чекорот целосно бришење на идентитетот, јазикот и историјата. Димитар Ковачевски 6 месеци преговара и го договара овој предлог. Овој срамен и понижувачки предлог кој директно е на штета на македонските национални интереси. Ова што сега го карактеризираат како неприфатлив предлог, пред само месец дена владата го усогласила. Имено, пред само еден месец преговорите ги преземал тим од МНР на Франција и кабинетот на председателот на Франција. И по усогласување на предлогот во детали, од македонска страна биле побарани забелешки контекстот. Барањата и објаснувањата од македонската страна биле: под еден, меѓувладината конференција да отпочне веднаш, а се друго во предлогот било во ред и било прифатливо за нив. Под два, побарале предлогот да оди на брзо усвојување во Бугарија, со цел македонската јавност да не се запознае во детали со предлогот. А во тоа брзање и налет, оваа влада на СДСМ и ДУИ имале план да направат еуфорија дека почнуваме преговори. Веќе употребена лоша тактика, која ВМРО, ДПМН и народот ја препознаа. Под три, со така создадената еуфорија, сакале да ја применат нивната политичка тактика, морков или стап, надевајќи се дека ВМРО, ДПМН и народот ќе немаат избор, освен пред свршен чин да ги поддржат уставните измени. Ковачевски, СДСМ и ДУИ го подценија македонскиот народ и ВМРО, ДПМН, но уште еднаш покажавме дека заедно никогаш нема да дозволиме ова да се случи, затоа што гласно кажавме не. По одлучната акција на ВМРО, ДПМН, тактиката на СДСМ и Ковачевски пропадна. Залудни се обидите Ковачевски да одбива предлог кој самиот го создал, работел на него и го одобрил. Залудни се и политичките пазарења на Ковачевски. Залудни се оправдувањата дека после ваков јавен притисок, ако го прифати предлогот, ќе останел без влада и жестоко ќе ги загубил предвремените парламентарни избори за кои самиот ценел дека неминовно ќе се случат. Ковачевски и неговата влада, веднаш по враќањето од Брисел, имаат обврска да ја депонираат својата оставка до собранието. Одговорност за ова мора да има. Одговорност затоа што ја лажеа македонската јавност дека не преговарале, а биле дел и го пишувале документот кој што значил бугаризација на Македонија. Македонија победи. Ви благодарам на вниманието.